Добар ден, дневник на К3. Помина една година од кобниот 9 мај антитерористичката акција на македонската полиција во која суми на македонски херои го положија својот живот во одбрана на својата татковина. Акцијата започна рано утрината во 4:30 во саботата на 9 мај и траеше речиси непрекинато 28 часа, се до 10 часот во неделата 10 мај. Еве ја хронологијата на настаните диво населје. Помина една година од кобниот 9 мај и антитерористичката акција на македонската полиција во која осумина македонски херои го положија својот живот во одбрана на својата татковина. Акцијата започна рано утрината во 4:30 часот во саботата на 9 мај и траеше речиси непрекинато 28 часа, се до 10 часот во неделата на 10 мај. Кумановските настани започнаа со инцидент во караулата Гошинце кон крајот на април минатата година. Тогашниот портпарол на МВР Иво Котевски во изјава за јавноста истакна дека во 2,5 часот по полноќ во селото Гошинце, општина Липково, бил извршен државен терористички напад. 40 маскирани и вооружени лица со ознаки на УЧК ја нападнале караулата, во која имало 4 дежурни полицајци и ги разоружале. На тројца од нив им ги врзале рацете со лисици, почнале да ги удираат, а сето тоа го снимале на камера. Вооружените напаѓачи зборувале на албански јазик, а еден од нив на лош македонски јазик им се обратил со зборовите: "Ние сме од УЧК, пренесете им на сите дека не може да ве спаси ниту Никола Груевски, ниту Али Ахмети. Никој не смее да се качи горе, зашто сите ќе бидат ликвидирани." Откако си заминале напаѓачите, еден од полицајците на кој не му биле врзани рацете, ги одврзал тројцата колеги и тргнале пеш кон селото. Настаните со караулата во Гошинце тогаш опозицијата предводена од СДСМ ги оцени како измислено сценарио, а дел од опозицијските медиуми, подценувајќи ги настаните, дури објавуваа и сатирични вести со наслов "Ослободителната војска на Груевски ја презеде одговорноста за нападот во Гошинце". Дел од опозицијските така наречени експерти, но и опозицијски партии како ЛДП во јавноста излегоа со ставови дека со настаните во Гошинце власта се обидувала да креира безбедносна криза. 15 на дена полоцна следеше 9 мај. Полициската акција за разбивање на терористите се одвиваше во кумановската населба Диво населје, дел од градската местна заедница Тоде Мендол, во близина на автопатот Е75. Акцијата започна рано утрината во 4:30 часот во саботата на 9 мај и траеше речиси непрекинато 28 часа, се до 10 часот во неделата на 10 мај. Од страна на македонските безбедносни сили загинаа 8 припадници на специјалните единици на македонската полиција, а беа повредени дури 37 други полицајци во уличните борби низ тесниот и густо населен урбан дел на приградската населба во Куманово. На страна на терористите на лице место беа пронајдени 10 мртви тела во униформи. Според искажаното од надлежните во Македонското министерство за внатрешни работи, можеше да се заклучи дека станувало збор за една од најопасните терористички групи, а самиот портпарол на македонското МВР истакна дека групата била закана за целиот регион и која била вклучена во бројни напади, а незините членови биле барани со меѓународните потерници. Според официјалните информации по извршената обдукција и проверките преку бирото на Интерпол Скопје, утврдено е дека во престрелката се убиени 9 косовски и 1 македонски државјанин. Јавното обвинителство на Република Македонија покрана постапка за приведените во акцијата во Куманово, веднаш по самото нивно приведување, откако МВР поднесе кривична пријава до основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција против определен број лица за терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедност. Рочиштата за случувањето од 9 и 10 мај минатата година во Кумановската дива населба се одвиваа под силно полициско обезбедување, при што 29 обвинети се спроведуваат од повеќе затвори во земјата, каде што издржуваат мерката притвор до судот во Скопје. Досека се одржани 3 затворени рочишта поради сослушувањата на заштитените сведоци. Предложените заштитени сведоци од обвинителствата, околу 40, се полициски службеници кои учествувале во акцијата за разбивање на вооружената група.
Од рејанот над Зелениот пазар, поточно околу џамијата во Кумановската дива населба, повремено се слушаат истрели и се забележува чат од неколку запалени куќи. Повремено надлетуваат и хеликоптери, а низ улиците има засилено полициско присуство. Овој дел на градот е блокиран и има пристап само за полицијата и екипите на итната медицинска помош. Во 7:30 часот се слушнаа истрели, хеликоптери повторно го надлетуваа Куманово, се слуша се уште звукот на беспилотното летало, се слушаат и сирени на итна помош, се забележува како полицијата влегува во куќи во Кумановската дива населба и како од една се уште излегува чат. Акцијата започнала во раните утрински часови по претходни сознанија дека во делот околу населбата Тоде Мендол, или како што кумановци ја нарекуваат дива населба, има вооружена група на лица. На терен се полициски возила кои работат на расчистување. Граѓаните кои живеат во овој дел на градот, првите пукотници ги слушнале после 4:30 утрово, но не знаат која е причината и што се случува. Се тресев деца, плачем, пукав од сабале, од 5. Беше мирно, немаше ништо. Имаш ли некаква најава дека нешто ќе се Ништо не беше. Ништо, комшии сум и тие. Дали има повредени цивили? Не знамо, ми smo bili unutra u sobu i samo kad smo čuli pucanje, pa posle smo otišli na druga strana, ona strana gdje smo spavali je krš. Ne znam što da ti kaže, katastrofa je, ne znam. Абе, слушай да вам кажем. И на мене највише ми е криво што сакају да унесе мржњу измеѓу нации. Тоа мене ме боли. Не за друго. Ја живеем секуде со македонци. Никој ме не дира, никој не дира. Во овој дел на градот улиците се уште затворени за сообраќај, а на терен се и две екипи на итна медицинска помош како и противпожарно возило. Над градот се уште кружи хеликоптер која надгледува ситуацијата. Денес се креваат тензии и Куманово да остане пример за добар мултиетнички соживот. Граѓаните да останат мирни и да соработуваат со полицијата се до завршувањето на акцијата, апелираат од МВР. Интервенции за било кои потреби на МВР се ставаме комплетно на услуга на Министерството на внатрешни работи, бидејќи јасна е состојбата дека ова е сериозен проблем и треба да има логистичка подршка на сите оние кои во овој момент се грижат за безбедноста на Република Македонија. Акцијата за расчистување на теренот во дива населба се уште трае, но останатиот дел од градот функционира, при што граѓаните излегува да ги вршат своите секојдневни обврски. Најголем дел од маркетите, пекарите и аптеките се отворени, така што поголем дел од оние кои што ги регистриравме излегле да ги набават основните намирници за дневните потреби. Према моје мислење ситуација е напната. Меѓутим, има некои предсказатели дека набрзо ќе се смири. Па се надеваме дека да биде се најдобро. Има раздвиженост, меѓутоа не смееме да дозволиме овие ситуации да не затворат дома. Куманово е од секогаш бил град на мултиетничност, така што мислам дека не треба. Верувам во полицијата, верувам во волјата на народот ова да се заврши што побрзо и жалам за жртвите. Па еве видите сами, движимо се, кој куде имамо работа, си одиме. Што ќе правиме? Цел век живееме заедно, никад проблем не сме имале така. Толку голем проблем како сега. Да видите вака, ја живеам тука на Соколана нова. Мислам за мене мирно е, од Саба или изоколу, град се прошата. Има малку мала фреквенција на движење на луѓето, но за мене мислам дека е мирно. Ке видам, мислам дека институциите се спремни да го решат овој проблем. Се упативме кон пунктот на полицијата, која обезбедува населбата Тоде Мендел, каде што се лоцирани и најголемиот дел од македонските и странските новинарски екипи. Таму не се забележува ништо вообичаено еден период, но состојбата се менуваше од час во час. Она што успеа да го забележи нашата камера е излекување на повозрасна жена од населбата која цела ноќ ја поминала таму. Моментот кога излезе жената од возилото на итна помош и се сретна со најблиските, не ги оставни рамнодушни кумановци кои ситуацијата ја наблюдуваа заедно со новинарските екипи. Граѓаните во овој дел од градот се надеваат дека ситуацијата ќе се смири и дека Куманово ќе го врати стариот сјај. Никој ништо не знае. Никој ништо. Се надевавте ли вие? Изненадено е. Изненадено е. Сигурно ќе остане, нема кај да идем ни он, ни овие. Куде ќе идемо? Па заедно и мора да живееме.
Куде ќе идемо? Се заедно живеемо таму, нема ништо. Поголем дел од жителите на Дива населба се евакуираат од своите домови и со помош на полициски возила се носат до градскиот пазар, од каде што нивни роднини ги пречекуваат и ги згрижуваат во нивните домови. Семејства со мали деца и со неколку торби во рацете постојано може да се забележат како излегуваат од возилата што им помагаат при евакуацијата. Полициската акција која се случуваше во раните утрински часови во кумановската населба Тоде Мендол или позната како Дива населба, видно ги вознемири кумановци. Во центарот на градот е мирно и се одвива нормално, а се бележи единствено помал интензитет на сообраќај. Увидна екипа со полициски возила се упати и влезе кон кумановската Дива населба. За граѓаните се уште е затворен влезот кон населбата, сообраќајот се пренасочува додека трае операцијата на теренот. Нема пристап за цивили и други возила. Жителите од тој дел на градот воглавно не се во своите домови. Некои од нив се спуштаа кон градот и одеа кај нивни роднини и пријатели. Вела дека очекуваат добри вести наскоро да се вратат во своите домови. Во останатиот дел од градот со релативна раздвиженост. Од Диво населе. Како е таму? Па добро е сега, мирно. Го носи, значи доле, кај Чичковците доле. А ја живеам баш во Киропета горе. Ја обичен граѓанин, само не знам што ти кажам. За убаво не е убаво. Ќе иду доле, нема никој, па доле кој е тоа една баџанака да преспи, не може сам да седат. Во текот на денот беше одржана седница на општинскиот кризен штаб на која беше соопштено дека лицата кои немаат каде може да се евакуираат во училиште и интернати. Отворена е и бесплатна телефонска линија на која може да се јавуваат граѓани на кои им е потребна помош, информираат од Кумановската локална самоуправа. Општината Куманово денеска функционира на принцип на штаб за кризи кој објави кол центар за пријавување на сите лица на кои е потребна помош во насока на сместувачки капацитети, таму каде што може да ги сместиме, да помогнеме со храна, вода и хигиенски работи за бебињата, да помогнеме ако имаме проблем со некоја фамилија. Поради состојбата во Куманово, донесена е одлука утре градинките и училиштата да не работат. Манифестациите закажани за денеска беа откажани. Граѓаните преживеа мирна, но тензична ноќ. Од утрово повторно се раздвижени по градот и ги вршат секојдневните обврски. Отворени се најголем дел од маркетите, пекарите, аптеките. Се надеваат дека акцијата набрзо ќе заврши и Куманово ќе се врати во нормалните текови. Осомничените терористи кои вчера и се предадоа на македонската полиција во Куманово се пренесуваат во основниот суд Скопје 1, каде што треба да дадат исказ. Судот веќе опколен со силно полициско обезбедување. Станува збор за 20 терористи кои вчера по неколку часовни борби им се предадоа на припадниците на безбедносните сили. Вооружената група планирала напади на 5 полициски станици на 12 мај и тоа Тетово, Гостивар, Кичево, Зајас и Куманово. Исклучително добра вооружена незината цел било да се предизвика нереди од поголеми размери со ослабување на полицијата и жртви во незините редови, за потоа да ја преземат власта во северозападниот дел од Македонија. Деновите на жалост се прогласени по повод загинувањето на припадниците на безбедносните сили на Министерството за внатрешни работи во полициската акција за откривање и разбивање на поголема вооружена терористичка група во Куманово. На деновите на жалост, знамето на Република Македонија ќе биде истакнато на половина Скопје. Полека почнува да се враќа животот во Дива населба. За погодените семејства пристигна помош од сите страни и се дели на пункт во местната заедница Тоде Мендол. Пакети со храна и хигиенски средства има за 66 куќи кои беа разрушени за време на немилите настани кои се случија на 9 и 10 мај. Се зборува за една масовна населба, значи од 67 куќи кои тука живееле 124 семејства. Најпогодените жители се уште не може да се вратат дома. Дел од нив се во куќите и собираат дел од сметот онолку колку што може да се исчести. Додека трае санацијата ќе бидат сместени кај роднини или под кирија. Сметките ќе бидат покриени, а тие обештетени. Спиеме коде е тетка. Не може да живееме овдека, не е место за живење овдека, многу е лошо, крше дома. Плочу нема со трски, ако спиеме ми доле, има горе многу штета, ќе падне од горе до доле. Ми се надamo, не знаеме сега дали ќе то обавештение ќе биде од владата да ги направи овие куќи. Они су дали веќе изјава да ќе обавештение уплатити. Ноќта за среќа ја минавме, бидејќи не беме тука, тоа е најбитно за нас, за мојава фамилија, иначе лошо многу сме били во близина тука 2-300 метри.
Појма немам, нити сум видел, нити тоа наискрено ви кажувам. Не сме виделе ништо, ни пред тоа, ни тоа ноќ. Ништо, само шушкање. Апсолутно ништо не сме видели, сигурно. А сега не се плашите да вршите безбедност? Сега што ќе се плашам, тоа е. Тоа е сега куќа, ипак имаш емоции, имаш тоа да видиш, бар да го извадиш тоа, да викаме. Инаку ден под воднивните судари е мирно во диво населје. По улицата Перо Илиевски, на која се воделе најголемите пристрелки, имаше остатоци од оружје, скршени автомобили и локви крв. Локалното население кое се врати во своите домови по 30-часовната пристрелка го пречекаа руинирани домови и пеплосани домаќинства. Покрај жителите имаше и редици од љубопитни граѓани, кои наблюдуваа што се случувало викендов во населбата која се наоѓа на 500 метри од центарот на градот. Меѓу себе коментираа дека можеби и препознале некои од уапсените, но не сакаа тоа да го споделат пред камера. Локалното население кое полека се враќа во своите домови се надева дека нема да има повторно немири во тој дел од градот. Оние кои останале тука викендов се криеле во подрумите. Бројот на полициското обезбедување е се помал. Го има само на влезот и излезот од населбата. Сообраќајот се одвива непречено, но населбата се уште е без струја. Настаните од 9 и 10 мај за секогаш ќе останат врежани во сеќавањата на жителите на диво населје од Куманово. Старите домови и спомени во нив исчезнаа, но се градат нови куќи и нова иднина. Екипата на К3 беше на терен и еве каква е сликата една година подоцна. Уморно попладне во диво населје, спарно и тешко, но ништо пострашно од тоа утро на 9 мај кога прелетуваа хеликоптери и се слушаа татнежи од оружје. Детонации, сега веќе врежани во сеќавањата на жителите од Јоско Илиевски и Рушид Шакир. Двете тесни улици каде припадниците на МВР водеа 28-часовна борба со терористичка група. Куќите изрешетани со куршуми веќе не се видливи. На нивно место има ново изградени. Секој од жителите доби обештетување од владата. Задоволни, но велат и старите им биле добри. Жителите на диво населје тврдат дека не знаат кои биле мотивите за настаните од 9 и 10 мај, но децидни се, нему наштетија на соживотот во населбата и во градот кој со децении беше пример за меѓуетнички соживот и толеранција. Еден од нив е и татко на обвинет од Кумановската група. Ја 49 родена. Ево ово македонци бија. И свадбу, и кад сме умро, на војско кад сме ишо, све заедно. Ево ово пеца, у Чикраде, овде, знаеш Чик овде, донесио нама да шијемо ципеле со спар. Со овие, тој не се мешам, то немамо везо, ја не гледам ја што е македонци. Јас сум комшија, ми сме братство единство овде. Меѓу луѓе добро. Без обзира дали е македонец, дали е србијанец, дали е албанец, дали е друг нација. Ми добро живееме нима. Немаме никаков проблема. Ништо не навестувало дека тоа утро Кумановско диво населје наредните 2 дена ќе биде во центарот на вниманието на медиумите од Македонија и странство. Жителите се сеќаваат дека се било вообичаено мирно и дека одеднаш се слушнале пукотници. Дел сонливи, дел расонети, сите се обиделе да се сокријат, не знаејќи од која страна летаат куршуми. Останува тоа спомен ќе остане за секогаш. Мислам дека со очи некој кој што гледа може да го предпостави и да го види, ама овие што сме ние по хендикипирани лица, тоа останува во мозок како да е меморирано. Фала од Бога што е остало жив. И спусти се надоле на тој ситуација најлошо. Излаши према брата таму има зол брата има и отиши таму подрум 14 сата со били унутра. Така фала што остали со живи. Токму овие жители на 10 мај ги евакуираше македонската полиција на безбедно. Јас сум изаѓал туј. Од полиција сум предал и ми носио у станицу. Nije mi dira, ništa, nada. Mi fatija me uzeja sa kompanjolom, mi nosi u stanicu i tamo pregleda i gotovo, drugo ništa, nije mi dira, nije mi tepa, ništa, ne. Брат ми искочи, викна дека сме инвалиди цивили и благодарение на некои полицајци има милост и ни рекоа не се плашете, ќе ве извлечеме надвор ние. Жителите на диво населје сега веќе имаат речиси изградени куќи. Чекаат налето сите да се приберат. Дел од нив се уште се сместени под кирија. Година дена подоцна велат имаат секојдневни проблеми и потреби.
Куќите и спомените кои ги имале во нив исчезнале на 9 и 10 мај, ама со новите додаваат ке се гради нова иднина. Сега се порелаксирани, чекаат да им се решат комунални проблеми. Сепак онаа што не може а да не се забележи се куќите изрешетени со куршуми, лоцирани на почетокот на улицата, чии што сопственици се меѓу обвинетите во судскиот процес диво населја. Во црквата Свети Никола во Куманово денес се одржа панихидата за 8 припадници на специјалните единици кои загинаа во полициската акција на 9 мај во диво населје. Панихидата ја организираа жителите на населбата Тоде Мендол, најавувајќи дека истата ќе премине во традиција. Жителите на Кумановската населба Тоде Мендол со панихида за бранителите кои ги положија животите во настаните од 9 и 10 мај минатата година им одадоа почит на 8 македонски херои, чии имиња за секогаш ќе останат трајно врежани во националната меморија. На панихидата присуствуваше делегација од локалната самоуправа на општина Куманово, предводена од градоначалникот Зоран Дамјановски, представници на политичките партии и членови на Сдруженијето бранители од 2001-та, жители на диво населје и останати граѓани на Куманово кои дојдоа да им одадат почит на македонските синови. Значи се собравме овдека да им одадеме почит на нашите бранители кои погинаа за наша Македонија. Прерано го дадоа својот живот. Значи млади загинаа, не знам што да кажам. Значи требаше да живеат уште, требаше да живееме мирно, али сето тоа ќе продолжи. Значи сакам да кажам дека ова организација организираме без партиска, политичка и национална. Сите се поканети, беа поканети да учествуваат од сите партии, од сите националности. Ова го правиме за да му дадеме почит на нашите бранители, дека нема да ги заборавиме, дека вечно ќе живеат во нашите срца. Поменот за упокоените го одржа свештенството од Кумановско-Осоговската епархија, а присутните, дел од нив жители на населбата каде се случија немилите настани, истакнаа дека ниту 9 и 10 мај 2015-та, ниту кој било настан не ќе можат да го нарушат со животот на граѓаните од разни националности, која е одлика и на диво населје, и на Куманово, но и на Македонија. Баш ми е криво што се деси овој, пошто ја го доживеа тој 2001 беше кад беше тај исто поголем конфликт, што вика, они го вика конфликт, него рат, така да не би се кај да се деси више. И да си живееме у заедницу, да не игра улогу ни партија, никој, него ми да се поштуваме меѓу себе народ. Баш у мој улицу, баш каде се десила тој пуцање, многу убав суживот имамо. И до данаска никој никога не га напада. Како било, нека се судат. Има кој да суди судот, ние не сме тие што треба да живееме мирно, сложно, заедно и да се почитуваме сите меѓу себе, пак ќе кажам, и македонци, и срби, и албанци, сите ние можеме да живееме заедно. Ова е мало парче Македонија, али има место за сите нас да живееме. Значи, сите кои што ја сакаме Македонија. Жарко Кузмановски и Сашо Самуиловски од Тетово, Ненад Серафимовски и Горан Илиевски од Гостивар, Бобан Ивановиќ и Самедин Османи, Љубиша Рангеловиќ и Горан Стојминовиќ од Скопје се имињата на 8 македонски херои кои ги дадоа животите во одбрана на татковината. Со положување на цвеќе од повеќе делегации на спомен костурница во Куманово се одбележа Денот на победата над фашизмот и Денот на Европа. По повод 9 мај, денот на победата над фашизмот и денот на Европа, на спомен костурница делегации на локалната самоуправа, сојуз на борци, полиција, политички партии, невладини организации, училишта, јавни предпријатија и граѓани положија свежо цвеќе. На 9 мај 1945 година фашистичка Германија подпиша капитулација, со што се означи крај на најголемиот воен судир во историјата на човештвото. Пред присутните збор зема градоначалникот Зоран Дамјановски, кој зборуваше нешто повеќе за значењето на овој ден. Познат е фактот дека нашата земја даде значаен придонес во антифашистичката војна. Тој е неодминлив дел на слободарската историја на нашето поделје. Таквиот однос во тогашните периоди придонесе во вирот на светската војна македонскиот народ да ја оствари својата вековна желба за слобода. Тогаш, всушност, се остварија идентските идеали на македонскиот народ. Истите се темелија со одлуките на Аснум,
во 1944 година, а се заокружија со прогласување на независноста на Република Македонија во 1991 година. Во таквиот историски хероизам и непокор, учеството на Куманово е особено значајно и големо. Тоа е нешто што и денеска нас не напојува со непоколебливиот дух да истраеме во напорите за зачувување на слободата, за праведно, современо општество, за општество со светли потекози, за брз економски, социјален, културен развој. При своето обраќање Дамјановски потсети дека на 9 мај се слави и Денот на Европа, кон која се стреми и Република Македонија. Со повеќе активности во Македонија денеска се одбележува 9 мај, Денот на победата над фашизмот и Денот на Европа. По повод Денот на победата над фашизмот, Сојузот на борците од Народно-ослободителната и антифашистичката војна на Македонија организира свечен собир во Дом на АРМ во Скопје, додека во Прилеп во Центарот за култура Марко Цепенков ќе биде отворена ревија на руски филмови. На 9 мај 1945 година Германија ја подпишува својата капитулација во Втората светска војна, во која животот го загубиле милиони луѓе. Војната е официјално завршена неколку месеци подоцна со капитулацијата на Јапонија. Но во Европа денешниот ден се одбележува како Ден на победата над фашизмот. Тој ден кога престанало најголемото крвопролевање во историјата на човечкиот род, започнато од поддржувачите и промоторите на фашистичката идеологија. Грандиозна парада во Москва за Денот на победата. Пожарот во Канада двојно поголем. Избори во Филипини. Смртни закани од председателски кандидат. Со традиционалната парада на црвениот плоштад во Москва, Русија го одбележа денот кога 1945 година Германија капитулираше, со што во Европа заврши Втората светска војна. Парадата започна во 11 часот по московско време, а учествуваа над 10.000 војници, 135 единици воена техника и 71 летало. На црвениот плоштад продефилираа тенковите Т-90, оклопни транспортери БТР-82А, воени пешадиски машини, самоходни хубици коалиција, противавионски ракетни системи, противавионски ракетно-топовски системи Панцир и ракетните системи Јарс. Руската авиација зазема посебен дел од парадата, па посетителите уживаа во акробатските настапи на руските витези и стрижи, кои се сметаат за најдобри во светот. Својата надмог ја покажаа и ручните авиони, како и култните мигови. Джиновските пламени јазици се надвор од секаква контрола и двојно поголеми во близина на канадскиот Форт Макмарей, каде што при евакуацијата пораснаа стравувањата околу нафтените активности и нејзините економски последици. Пожарот двојно се зголемил во саботата кон неделата и продолжил да се шири, зафаќајќи повеќе од 200.000 хектари околу полноќ, објави службата за управување со вонредни состојби во канадската покрајна Алберта. Граѓаните на Филипините гласаат за нов председател и нова локална власт, а тврдокорниот градоначалник Родриго Дутерте, познат како казнувач, е фаворит за победа. Тој таквиот прекар го доби по својот лабав став за вонсудски убиства. Групите за човекови права тврдат дека тој дозволил одреди на смртта да убијат повеќе од 1000 осомничени криминалци за време на неговите 2 децении како градоначалник на градот Давао. Наводи што тој од време на време или ги негира или се фали со нив, пишува британскиот Guardian. Повеќе од 100.000 полицајци се на должност поради насилствата во пресрет на гласањето. 7 лица биле убиени во заседа од страна на непознати вооружени лица во градот Росарио, во провинцијата Кавите, јужно од главниот град Манила. Според локалните медиуми, регионот се смета за проблематичен поради политичкото ривалство. Во саботата еден кандидат за градоначалник беше убиен во јужниот дел на земјата. Кошаркарите на Куманово во полуфиналната серија славеа победа против Карпош Соколи со 66-63 во интересна завршница, со што израмнија на 1-1 во серијата. Кошаркарите на Куманово пред полној трибини во спортската сала остварија важна победа во полуфиналната серија против цврстиот тим на Карпош Соколи. Во првото полувреме домаќинот имаше контрола врз мечот и со сигурна игра се стекна со предност, која умешно ја чуваше се до крајот на напреворот.
Во финишот на мечот следуваше интересна завршница во која Куманова успеа да извојува важна победа. Имено кога беше најпотребно, Трајковски и Караджовски од линијата за слободни фрлања беа прецизни, а потоа гостите се обидува со удар за 3 поени да се изборат за продолжение, но не успеа. На крајот заслужена победа на Куманово и израмнување во серијата на 1:1. Тимот на Куманово до победата го предводеше капитенот Костовски со 13, Мандич и Трајковски постигнаа по 12 поени, додека кај Карпо Соколи се истакна Соколов и Шепа со по 13 кошеви. Следниот меч помеѓу овие две екипи на програмата е утре во Скопје. Фудбалерите на Гоблен со победата против Кадино од 7-1 го обезбедија првото место во третата лига на 2 кола пред крајот. Воедно ова беше најобедливата победа на Гоблен во првенството, со што на најдобар начин се прости од своите навивачи. Фудбалерите на Гоблен на најдобар начин се прости од своите навивачи со убедлива победа. Победникот беше решен во првото полувреме, кога домаќинот постигна 4 гола. Во продолжението Гоблен постигна уште 3 гола, а прими само 1, а на крајот со своите навивачи ја прослави убедливата победа и првото место на табелата. Тренерот Флорин Имери истакна дека сега доаѓа бара средбата на која неговиот тим ќе се обиде да го обезбеди пласманот во втората лига. Јас сум задоволен од цела сезона од мојата екипа, мојот стручен штаб, тренери и све комплет, играчи. Ние освоивме прво место од трета лига Север. Сега не очекуваат бараж над преварите, што ќе се играат после завршувањето на третата лига. И на тоа бараме и на тоа да се вклучиме во втора лига и имаме потенцијал за втора лига. Веруваме во тимот и веруваме во квалитетите што ги имаме во тимот. И сега малце и среќа треба на тие утакмици, и среќата некогаш игра улога, па се надеваме и на среќата и на тимот да бидат се заедно и да влегуваме во втора лига. Председателот на клубот Маир Чаили не го криеше своето задоволство од успехот на неговата екипа. Потенцијални противници на Гоблен во бараш мечот се екипите на Академија Пандеви, Вардар Неготино, Велешта, Вардар Форино и Новаци. Новак Ѓоковиќ го освои мастерсот во Мадрид со победата во финалето против Енди Марей со 2:1 во сетови. Воедно светскиот рекет број 1 потврди дека во овој момент нема сериозна конкуренција на тениските терени. Новак Ѓоковиќ продолжува да доминира на тениските терени, освојувајќи го 29-тиот мастерс во кариерата, со што повторно стана единствениот со најмногу титули. Светскиот рекет број 1 во големото финале го освоила Енди Марей со 2:1 во сетови за нешто повеќе од 2 часа игра. Ова беше вкупно 32 меч помеѓу двајцата тенисери, при што Ѓоковиќ има импресивни 23 победи наспроти само 9 на британскиот тенисер. Марей покрај трофеот го загуби второто место на ATP листата, на која од утре повторно ќе се најде Роџер Федерер. Тенискиот караван сега се сели во Рим, каде ова недела ќе се одржи мастерсот од серијата 1000, а на него учество ќе земат и опоравените Федерер и Серена Вилијамс. Арсенал има желба да го засили нападот во новата сезона, а прв избор на менаџерот Арсен Венгер е Даниел Старич од Ливерпул. Според англиските медиуми, челните луѓе на топџиите на летово ќе понудат 55 милиони евра за голгетерот. 26-годишниот Старич во Ливерпул пристигна во 2013 година од Челси, а договорот му истекува во 2019 година. Во оваа сезона Старич имаше многу проблеми со повредите и има одирано само 13 напревори со 8 постигнати голови. Досега во Ливерпул има вкупно одирано 90 мечеви, а во сите напреварувања има постигнато 53 голови. Времето во Македонија сончево со умерена облачност и слаб јужен ветер. Попладне е можна изолирана појава на краткотраен дожд со ретки грмежи.
Тоа беше се што подготвивме за вториот дневник, почитувани гледачи. Бидете со нас и во 20 час. До тогаш останете на К3 и имете пријатно попладне.